Бордот на директори и надзорниот одбор на групацијата Volkswagen одлучија да го сменат главниот извршен директор Матиас Милер. Неговата позиција ќе превземе шефот на компанијата Volkswagen Херберт Дис. Официјалниот став на челниците на гигантот е дека договорот на Милер истекува до 2020 година, но двете страни се согласиле тој да биде прекинат со взаемна согласност. Генералниот менаџер на Порше, Оливер Блум, исто така се придружи на менаџментот на концернот. Се менува начинот на управување на групата. Дис ќе одговара за истражување и развој, а шефот на Ауди, Руперт Штадлер, за продажбата на сите брендови. Во соопштението до јавноста се вели дека одлуката за промената на Милер е поврзана со неможноста да се справи со новиот стратешки план на Volkswagen предвиден за до 2025 година. Задачата на топ менаџерот била да направи од концернот лидер по продажба на еколошки автомобили, но тој не може да го стори тоа. Самиот Милер го предводеше концернот во најтешкиот период во историјата, од есента 2015 година, кога Volkswagen беше обвинет за манипулацијата со дизел моторите. Во тоа време Милер беше на чело на Порше, а го зазеде местото на тогашниот шеф на концернот Мартин Винтеркорн. До сега казните за скандалот достигнаа до 90 милиарди долари. Француската автомобилска компанија PSA, собственик на марките Citroën, Peugeot, Opel, Vauxhall, Hindustan Motors и DS Automobiles, создаде на почетокот на овој месец посебна единица која ќе се занимава со развој и производство на електрични возила. Се очекува првите резултати од работата на новата единица на PSA да се видат во 2019 година, а до 2025 година оделот има задача постојано да лансира нови технички развојни елементи, кои групата PSA ќе ги користи во новите модели на електрични и хибридни изведби. За сега нема официјални информации врз кои модели ќе се фокусира првично новоформираната единица, како и тоа дали ќе се користи така наречениот Badge Engineering во Peugeot, Citroën, DS или Opel електрични автомобили. Од компанијата истакнуваат уште дека новата единица ќе се занимава не само со создавање на нови електрични модели, но и со услуги за собствениците на електромобилите на групата PSA. Досегашниот постар заменик, председател на програмите C и D на PSA Group, Александар Гунер, е назначен за шеф на новата поделба, означена засега како BU, Business Unit, и ќе поднесува извештај директно на директорката на Citroën, Линда Джексон. Концернот BMW е најпрофитабилен производител на автомобили во светот. Ова го потврдува истражувањето на консултантската фирма Ernst & Young во однос на оперативната добивка. Таа кај баварците за 2017 година изнесува 10% заработка, што значи дека за секој приход од 100 евра од продажба на автомобил остануваат за компанијата 10 евра. На второ место е Suzuki со 9,8%, што е скок за едно скалило погоре за јапонците, кои во рангирањето од претходната година беа трети зад BMW и Daimler. Германците паднаа за едно место подолу и нивната оперативна добивка е 8,9%. Најголемиот производител во Германија, групацијата Volkswagen, е на 8-та позиција со 6%. Бројките се однесуваат на целата активност на производителите, која исто така вклучува и обезбедување финансиски услуги за клиентите. Ако се пресметува само активноста на автомобилските поделби, сликата е малку поинаква. Во Daimler нето профитабилноста е 9,6%, додека за BMW 8,9%. Резултатот на Volkswagen е 5,9%, но тука не се дадени показателите од остварувањето на кинеската поделба на концернот, бидејќи тоа е посебна компанија.
Студијата на Ernst & Young покажува дека во 2017 година водечките 16 автомобилски производители во светот реализирале вкупен профит од 104 милиарди евра. Ова е 12,4% повеќе од 2016 година. Експертите меѓутоа сметаат дека индустријата во 2018 ќе претрпе одредени падоби, бидејќи производителите ќе треба да одвојат милиарди за инвестиции во електрични и еколошки модели, со што ќе се намалат приходите. Шведската влада го забранува движењето на дизел автомобили во центарот на поголемите градови. Како што е познато, неодамна германскиот врховен суд исто така нареди таква забрана. Владите на Шведска и Германија објаснија дека забраната за влез на автомобили со дизел мотори во центарот на големите градови е прифатена поради построгите барања за емисија на штетни гасови кај моделите. Од 1 септември минатата година беше усвоена нова процедура за проверка на количеството штетни гасови, односно се замени системот, па сега автомобилите треба да бидат проверени при реално движење, поради што резултатите од новата постапка се посигурни. Во исто време властите во Финска се откажаа од воведување на таква забрана, иако најавија слични мерки како во Германија и Шведска, но во образложението за сегашната ситуација се вели не гледаат проблеми со дизел моторите. Главните загадувачи на воздухот во земјата, смета владата, се старите автобуси, излитени гуми и прашина на улиците. Но и покрај ова, продажбата на дизел автомобили во земјата постојано опаѓа, а на име тоа се зголемува онаа на електрични изведби. Па на некој начин тоа е она што секоја влада го посакува, без интервенции да се стигне до посакуваната цел. Во автомобилскиот свет влада е навистина неверојатен интерес за SUV изведбите чии продажни резултати добиваат од ден во ден поинакви димензии. Продажбата расте во континуитет и едноставно производителите се трудат да понудат што подобар модел на пазарот. Еден од лидерите на ова поле, иако е со својата комплетна гама релативно кратко на глобалниот пазар, секако е францускиот Peugeot. Со своите SUV изданија, компанијата игра несомнено една од главните роли на ова поле на европско тло. Peugeot-овите остварувања, а тоа го говорат и бројките, се многу барани. Да тргнеме од најмалиот SUV во понудата на французите, моделот 2008. Ова издание придонесува најмногу за растот во продажбата, а постојаниот позитивен тренд се одржува повеќе од 5 години. Продажбата на 2008 е во подем, особено во Европа, Бразил и Јапонија, а посебен интерес тоа го истакнуваат и анкетите и статистиката, будика и по младата популација и по нежниот пол. Брилијантното остварување 3008 постигна исклучителен успех за кратко време. Доби високи оценки од експертите и критичарите, освојувајќи околу 20 награди низ целиот свет. Peugeot 3008 е наменет за корисниците кои бараат модел, како што се вели 3 во 1. Ова е истовремено безпрекорен компакт, караван и ван, а сето тоа надополнето со добри офроуд карактеристики за авантури и надвор од асфалтот. Предводникот во гамата е 5008, благодарение на своите контролирани димензии, просторен интериер и интелигентни функции. Овој модел представува единствена понуда во сегментот, по желба пристигнува и со 7 седишта. Согласно светските трендови, полека оваа SUV манија се преселува и на овие простори. Токму така, овој вид возила стануваат се попривлечни и поинтересни за македонскиот купувач. Пратејќи го во чекор принципалот, регионалниот импортер за Peugeot, македонската компанија Euroimpex, овие 3 модели од гамата во моментов ги нуди со мощне привлечни цени и неверојатна понуда. Низ сите овие години, преку континуирано справување со екстерните и интерните фактори кои вршат влијание во работењето, и преку процесот на континуирано учење, Euroimpex прераснува во компанија високо позиционирана на пазарот.
Во јавноста, покрај сите 11 брендови со кои што успешно стопанисува компанијата Eurimpex, сме најпознати како генерален увозник на брендот Peugeot. Брендот Peugeot е со постоење од повеќе од 200 години. Повеќе од 200 години традиција, повеќе од 200 години успешен развој, инвестирање во постојани технолошки иновации, безбедносни системи од најновата генерација, креирање на полесни и поекономични мотори со цел намалување на потрошувачката, како и штетните честички и постојано следење на најновите креации на дизајнот, како внатрешниот, така и надворешниот, со цел задоволување на желбите и потребите дури и на најприбрливиот купувач. Peugeot во изминативе 2 години целосно ја промени стратегијата на брендот и го позиционираше истиот на премиум ниво. Па токму затоа, во моментов, Peugeot брендот понудува најмлада и најсовремена гама на автомобили, кои што како водечи на брендот моментално ги издвојуваме SUV моделите Peugeot 2008, Peugeot 3008, Peugeot 5008. Секој од овие SUV се одликува со уникатен и посебен дизајн. Возила креирани со посебно внимание дури на најмалиот детали, со целосна нова предна решетка, мачка с поглед со комплетно нова технологија, највисоко ниво на бескомпромисен квалитет, флуидни и динамични линии, дополнително нагласени со хромирани детали и целосно уникатен и единствен дизајн со LED светлата на задниот дел на автомобилот во форма на 3 лавовски канџи. Мокни и ефикасни мотори, целосно нови и современи безбедносни системи, а посебен акцент е ставен врз креациите фокусирани на внатрешниот дизајн, кои зад управувачот побудуваат чувство на влез во целосно нова димензија. Со посебно внатрешно восхитување ги издвојуваме моделите 3008 и 5008, почнувајќи од iCockpit-от, 8-ичниот екран на допир, конфигуративен и индивидуализиран дигитален дисплеј во висина на погледот, компактен управувач кој се одликува со вградени контроли и електронска автоматска контрола на системот за пренос. Peugeot во изминатите неколку месеци успешно ја промовираше својата SUV гама сочинета од моделите 2008, 3008 и 5008. Далеку пред сите е слоганот кој што гордо ја представува оваа SUV гама. Создадени за просторни уживања, авантури, како и нови хоризонти, Peugeot ја понудува оваа SUV гама со 5 години гаранција и 5 години бесплатно одржување. Ги повикуваме сите заинтересирани да закажат тест возење на нашата веб страна peugeot.mk или директно да се обратат до нашите продажни референти. Германскиот производител Audi официјално ја представи новата генерација на A6 Avant. Автомобилот доби стилски и современ дизајн на интериерот и екстериерот, како и најсовремени технологии. Караванот едноставно ги следи чекорите на неодамна лансираниот седан, па изгледа многу поспортски од својот претходник. Автомобилот доби стилска решетка на ладилникот и мускулест дизајн. Иако е насочен кон практичност, караванот е најубав во историјата на моделот. Новиот Audi A6 Avant е опремен со LED фарови. Освен тоа, Audi нуди оптика HD Matrix LED со дневни светла, а од компанијата потенцираат дека коефициентот на аеродинамичен отпор е 0,27. Внатрешноста на караванот е речиси целосно идентична со онаа на седанот. Во интериерот има инфосистем со 10,1 инчен монитор, дигитален 12,3 инчен инструмент и панел и 8,6 инчен дисплеј од кој се управува климатизација. Од компанијата истакнуваат дека интериерот на Audi A6 Avant ќе се нуди во различни варијанти, вклучувајќи и скапа кожа валкона и природно дрво. Клиентите ќе може да порачаат предни седишта со грејење, вентилација и масажа. А како опција предвидени се панорамски стаклен покрив, Bang & Olufsen акустичен систем. Голема предност на караванот е багажникот кој располага со 565 литри, но со соборување на седиштата позади волуменот се зголемува до 1680 литри. Автомобилот има електрична задна врата, како и посебен систем за чување на багаж.
Досега Ауди не понуди технички детали за динамичките вредности на караванот, но се очекува да ги добие седанските мотори. Тоа значи дека А6 Avant ќе се потпира на моторите 3.0 V6 TFSI со 340 конски сили и 500 Нм и 3.0 V6 TDI со 286 конски сили и 620 Нм. Сите верзии ќе бидат опремени со мек хибриден систем со стартер генератор и регенеративен систем за обновување на енергијата. Систем за управување со 4 тркала исто така е предвиден за возилото, со што се намалува радиусот на кривата, како и ракувањето со голема брзина. Постојат 4 различни опции за суспензија, стандардни со челични пружини, спортски, адаптивни пневматски и прилагодливи амортизери. Караванот располага и со технолошките системи за помош на возачот, кои се поддржани од 5 радарски сензори, 5 камери, 12 ултразвучни сензори и ласерски скенер. Сите овие опции дебитираа на Audi A8. Ford ја представи четвртата генерација на моделот Focus на специјален настан во Германија. Производителот го дефинираше новиот автомобил како најтехнолошки подготвен модел во изминатите 20 години. Во основата на хетчбек и вагон изведбата е сосема новата модуларна платформа C2, која беше развиена од европските инженери на компанијата. Благодарение на употребата на челик со висока цврстина и дополнителни алуминиумски елементи во конструкцијата, автомобилот е 88 кг полесен од претходната генерација. Должината на новиот Focus е 4378 мм, што е 18 мм подолга од неговиот претходник. Растојанието помеѓу двете оски е зголемено за 53 мм до 2701 мм, со што се отвора дополнителен простор за нозете на патниците на задната клупа. Компанијата забележува дека моделот го има најдобриот коефициент на отпор на воздух во сегментот 0,25. Топ верзиите ќе се нудат со независна задна суспензија, а во листата на дополнителни асист состави влегува адаптивен круз контрол со можност за целосно сопирање и автоматско тргнување, систем за контрола на лентата на движење и препознавање на сообраќајните знаци, а исто така и надградени индивидуализирани фарови. Опремата исто така вклучува и екран за проекција, напредна полуавтоматска функција за паркирање, систем за слепи зони, камера за рикверц и пешачки предал. Адаптивната суспензија во новиот Focus е опција. Со доплата се нудат уште модернизиран мултимедијален комплекс Sync 3 со поддршка на Apple CarPlay и Android Auto, а исто така и Wi-Fi со можност за вклучување на 10 мобилни уреди кои работат на растојание до 15 метри. Моторната гама вклучува 1 литарски 3-цилиндарски бензински мотор од семејството EcoBoost, достапен во 3 верзии: 85, 100 и 125 конски сили, а постојат и 2 1,5 литарски турбо кои развиваат 150 и 185 конски сили. Во помокните од нив, еден од цилиндрите може да се деактивира за 14 милисекунди. Дизелите се 1,5 литарски EcoBlue кои развиваат 95 и 120 конски сили, а 2.0 е со челични клипови со 150 конски сили и 370 Нм. Моторите се комбинираат со 6 брзински мануелен менувач или автоматски со 8 степени на пренос. Новиот Ford Focus ќе биде достапен како хетчбек, седан и караван. Следната година Ford ќе лансира луксузната верзија Vignale, а кратко време потоа ќе излезе и ST остварувањето. На крај ќе ја видиме модифицираната Active верзија со зголемен клиранс 30 мм. Сериско производство на хетчбекот и караванот ќе се одвива во фабриката во Зарлуи, Германија, почнувајќи од јуни. Верзијата за Северна Америка ќе биде составувана во фабриката Чанган во Кина.
Yeah, we're clear, don't worry. All clear. Well done, everybody. Американската компанија Nikola Motor, која развива камиони на водородни келии, објави дека вкупната сума на добиените налози од клиентите надминала 8 милиарди долари. Од Nikola Motor нагласуваат дека не е потрошен ниту долар од парите на клиентите, па на тој начин ја зајадоа Tesla Motor. Компанијата на Илон Маск побарува капар од 20.000 долари за својата изведба на електричен камион. Експертите велат дека ова е направено за да се овозможи Тесла да ги пополни дупките во својот буџет. Стартот на производството на семи е планиран за 2019 година, додека машините на Nikola Motor ќе се појават дури во 2021 година. Палетата на брендот се состои од предводникот Nikola One, во чија кабина има кревет за возачот како и од помалиот Nikola Two. Двата камиони се напојуваат со e-Axle мотори, развиени од Bosch. Тие се комбинираат во електромотор, трансмисија и контролен електронски модул. Моќта на системот е 1000 конски сили. Капацитетот од 320 киловат-часови со водород ќе испорача автономија поголема од 1600 километри. Предходно, оваа година Nikola Motor го објави почетокот на изградба на новата фабрика во Феникс, Аризона, во вредност од 1 милиарда долари. Според Тревор Милтон, фабриката ќе биде во функција од октомври. Производителот на суперспортски автомобили Koenigsegg објави дека компанијата го состави последниот представник на Agera RS. Моделот, кој постигна 5 светски рекорди за брзина, е произведен во едиција од само 25 единици, а во семејството на Agera предстојат да бидат составени само уште 2 автомобили од специјалната серија Final Edition. На крајот на минатата година, Koenigsegg постигна 5 уникатни за автомобилскиот свет достигнувања со Agera RS, вклучувајќи нов рекорд за забрзување од 0 до 400 км/ч и соодветно запирање до 0,33,29 секунди. Максимална брзина на движење на јавен пат на 1 км со летачки старт 445,54 км/ч. Максимална брзина на движење на јавен пат на 1 милја со летачки старт 444,66 км/ч, максимална брзина на движење на јавен пат 457,49 км/ч и нов светски рекорд за максимална брзина на сириски автомобил 447 км/ч, односно 277,9 милји на час. Volkswagen официјално ја представи третата генерација на својот SUV предводник Touareg.
Таа ќе биде во топ понудата на брендот во Европа и нема да биде достапна во САД. Неговата премиера се одржа на посебна манифестација во Пекинг. Автомобилот е базиран на платформата MLB Evo, која е и во основата на супермоделите како Audi Q7, Porsche Cayenne и Lamborghini Urus. Димензиите на возилото пораснале во однос на досегашната генерација, а тоа се одразува и на багажниот простор од 697, тој се зголеми на 810 литри. И покрај големата големина, тоа река е околу 100 кг полесен од предходниот модел, поради повеќе од 40% алуминиумски содржини во конструкцијата. Што се однесува до дизајнот, SUV извидбата доаѓа со речиси целосно променет изглед инспириран од Arteon, барем напред. Volkswagen може да се пофали дека Touareg користи најквалитетни LED фарови во индустријата. Секој од фаровите користи 128 диоди, кои се контролираат поединечно за најдобро осветлување на патот. Кога ќе биде лансиран во Европа, моделот ќе биде достапен со 2-3 литарски V6 дизел мотори. Едниот ќе има мокност од 231 конска сила, а вториот 286 конски сили. Уште оваа есен кон нив ќе се приклучат и 3 литарски бензиски со 340 конски сили, а топ верзијата ќе биде 8 цилиндрскиот 4 литарски дизел со 421 конска сила. Во опремата влегуваат 4-зонска клима, аудио систем со 14 звучници, панорамски покрив, грејење, ладење и масажа на предни седишта, воздушна суспензија и друго. Производителот објаснува дека Touareg користи нов состав на внатрешноста наречен InnoVision Cockpit. Комбинира голем 12-инчен дисплеј за системот за климатизација, како и уште поголем 15-инчен таблет за контрола на инфозабавниот додаток. Покрај тоа, забележуваме и распоред на доводите за воздух, слично на онака европските Passat и Arteon. Except, damn. This is the new Kia K900. Во Јужна Кореја беше покажана новата генерација на Kia K9. Во другите земји ширум светот предводникот на Kia Motors се лансира под името Kia K900 и Kia Quaris. Карактеристика на седанот е помасивна решетка направена во стил на корпоративниот концепт носот на тигарот, која се состои од 176 поединечни елементи. Сега Quaris го красат ново дизајнирани задни светла, а издувните цевки добија хромирани рабови. Според прелиминарните податоци, автомобилот е изграден на Genesis G90 платформата, но не постои формална потврда за оваа информација. Во интериерот има комплетно нова дигитална инструмент табла, како и голем екран од 12,3 инчи на допир за мултимедијалниот систем. За внатрешноста се користат кожа, дрво и метал. Предводникот е исто така опремен со паметен LED систем за осветлување со 64 нијанси кои реагираат на гестови. Kia Quaris ќе биде достапен со сегашниот 5 литарски V8 мотор, како и 3,8 V6. Покрај тоа ќе биде вградуван и 3,3 литарски V6 со 2 турбини, што е превземено од спортскиот Stinger. Можностите на моторот се уште не се објавени, само се знае дека сите тие се комбинираат со 8-степен автоматски менувач. Новиот Kia Quaris ќе биде достапен со заден и 4x4 погон. Новиот Forester на Subaru пристигнува на пазарот со своето петто поколение. Можеби концептот Vizi Future од 2015 година налагаше дека новиот Forester би можел да има конвенционален и значајно помодерен дизајн од оној на актуелниот модел. Сепак, сега представената верзија покажува дека Subaru одлучиле да не експериментираат премногу со изгледот. Forester 2019 е поставен на нова SGP механичка платформа, па затоа автомобилот е малку поголем во однос на предходникот. Благодарение на редизајнот на вратата, сега возачите на ова возило ќе имаат повеќе место во задниот багажник. Бидејќи новиот Subaru Forester дебитираше на Њујоршкиот саем за автомобили,
Представената верзија беше наменета за северноамериканскиот пазар. Американскиот Forester ќе има атмосферски 2,5 литерски мотор со ознака Boxer кој ќе развива 182 конски сили, а предходникот развиваше само 170 коњи. Од фабриката тврдат дека просечната потрошувачка на автопат изнесува 7,1 литар на 100 километри. Според информациите, за Европа Subaru Forester ќе добие целосно нови турбодвигатели тип Boxer со зафатнина од 1,6 и 2 литри. Исто така ќе има хибридна модификација. Менувачите ќе бидат механички со 6 брзини, како и варијатор. Кросоверот исто така ќе го користи системот со 4 тркала Symmetrical AVD. Германскиот производител на автомобили Мерцедес понуди пакет на најнови технологии кои пременуваат од развоен пат кај прототипите во сериските модели. Петото место на листата е за системот Car2X, а ќе биде тестиран на Mercedes F125. Со оваа опција автомобилот ќе биде интегриран во интернет мрежата. Ова ќе овозможи размена на пораки со други учесници во сообраќајот, со центрите за регулирање на истиот, за можни несреќи на патот и така натаму. Четврто место на листата е за технологијата прозирно стакло, монтирано на покривот на Mercedes F200. Врз него е нанесен посебен слој од течни кристали. Кога се напојува со струја, покривот станува матен. Третото место е за специјалната инфрацрвена светлина инсталирана на Mercedes F500. Благодарение на неа, автомобилот има можност за ноќно гледање. Втората позиција ја зазема предбезбедносниот систем. Тоа е концепиран да ги предупреди опасностите зад себе и да ги блокира сопирачките пред удар. Лидер кај новите технологии на Mercedes е системот за контрола на крстарење Cruise Control Distronic Plus, кој за прв пат беше прикажан во прототипот F800. Радарот и сетот од стереокамери му овозможува на автомобилот да држи безбедно растојание и брзина за време на возењето.